Беше тоа на 24 декември 1861 година, кога во Кукуш е роден Иван Хаджиликолов, македонски револуционер, книжар, трговец и еден од основачите на македонската револуционерна организација. По почетокот на 90-тите години на 19-тиот век се нашол во Софија и зел учество во формирањето и действувањето на младата македонска книжевна дружина и списанието Лоза, но поради македонските национални идеали била растурена од страна на бугарските власти, а Лоза била забранета. Но набрзо Хаджи Николов се нашол во Солун. Од 1888 година до 1892 година предавал аритметика и сметководство во Солунската машка гимназија Свети Кирил и Методи. Во 1893 година бил принуден да се откаже од професијата. Во Солун отворил своја книжарница. Неговата книжарница издавала различни учебници, уметничка литература и друго. Делата биле печатени главно во Бугарија, но и во Солун, во грчката печатница на Ириклидис, но и со бугарско, тоа е словенско издание. Книжарницата на Хаджи Николов станала едно од првите револуционерни жаришта во Солун и преку неа агитирал меѓу учителите и учениците и придонесувал да се шири револуционерната идеја. На 24 декември 1861 година е роден Никола Петров Русински, македонски револуционер, деец на Тморо, околиски војвода, учесник во Илинденското востание. Завршил подофицерска школа во Софија и бил близок пријател со Гоце Делчев и Васил Главинов. Задоен со идеите на социјализмот, тој го наоѓа своето место во македонското револуционерно движење и безусловно му служи целиот свој живот. Во 1897 година станал четник во првата чета на Тморо во Малишевијата, а потоа и во четата на Гоце Делчев. Како близок соработник на Делчев, во 1900 година бил испратен во западниот дел на Македонија, каде станал првиот војвода агитатор во Крушевско, Демирхисарско, Кичевско, Прилепско, Охридско, Струшко, Битолско и Маријово. Учествувал на Смилевскиот конгрес и Илинденското востание во Битолско. Користел псевдоними како Апостол Скитов, Атила Елонски и слично. Оставил спомени за ВМРО. Беше тоа на 24 декември 1924 година, кога во Битола е пуштена во работа првата електроцентрала. На 24 декември 1974 година во Веле се основа аматерскиот драмски театар Јордан Хаджи Константинов Джинот. Беше тоа на 24 декември 2018 година, кога починал Ристо Палигора, македонски историчар на уметноста и публицист. Бил советник, конзерватор во Заводот и музеј Битола и познат експерт во Македонија од областа на конзервацијата и историјата на уметност. Тој учествувал во конзервацијата на поголемиот дел од верските објекти во Битола и Битолско и се залагал за поголема заштита на историско-културното богатство во овој регион. Тој бил и вклучен во изработка на проектот за заштита на црквата Свети Ѓорѓе во селото Курбиново Преспанско. Бил автор на голем број дела поставени на уникатноста и заштитата на културното наследство, а последната книга ја објавил еден месец пред да почине во ноември 2018 година, која била посветена на Влашката црква во Битола.